повод 9 јули, меѓународниот ден за уништување на оружјето, организиравме една заедничка акција заедно со Агенцијата за управување со одземен имот и со Евроникел за уништување и на оружје, меѓутоа и на дрога, наркотични средства и прекурсори кои што биле запленети по редовното работење на Министерството за внатрешни работи. Имаме некаде околу 600 парчиња на оружје и над 400 килограми на дрога, разновидна дрога, значи марихуана, хероин, имаме хашиш и амфетамин. Морам да истакнам дека трендот се зголемува во делот на ефикасноста на македонската полиција во откривањето и на нелегална трговија со оружје, нелегално поседување на оружје, меѓутоа и со трговија на наркотични средства. 2018 година имаме зголемување на ефикасноста во откривањето на нелегално оружје и негова трговија. Таквиот тренд е и во делот на наркотичните средства. Значи во 2018 имаме зголемување на ефикасноста на македонската полиција за 43% во делот на откривањето на наркотични средства, или тоа е најдобар учинок во последните 10 години. Ние со несмалено темпо продолжуваме сите заедно и во делот на организиран криминал и во секторите за внатрешни работи. Тој тренд продолжува и се зголемува и во 2019 година. И затоа токму денеска, после 6 месеци, како што рече директорот на агенцијата, иштиме една количина на дрога и на оружје за кои што се завршени судските постапки. Посебно сакам да се заблагодарам и на Агенцијата за управување со одземен имот за една одлична соработка која што имаме во текот на годината по разни основи. Јута се заблагодарувам и на нашиот долгогодишен партнер Евроникел, кој што секогаш излегува во пресвет на Министерството за внатрешни работи, односно на државата за спроведување на вакви акции. Со тоа сакам да упатам благодарност, додадам признание на раководниот тим на Евроникел заради тоа што заедно работиме на спречување, сузбивање или уништување на наркотичните средства и на оружјето, кои што представуваат една од најсериозните ризици, предизвици за граѓаните и на Македонија, меѓутоа и на регионално и на глобално ниво.